Државата ќе покрива до 6 обиди за инвитро оплодување. Законските измени што денеска ги представи пратеничката Рашела Мизрахи од ВМРО ДПМН предвидуваат поширок и поинклузивен пристап за сите граѓани кои се соочуваат со неплодност. Освен зголемувањето на бројот на обиди, се воведуваат и нови типови процедури по едноставна апликација и пократки рокови за одлучување. Покрај зголемувањето на бројот на обиди, измените го прошируваат и типот на оплодување што може да биде финансиран. Пациентите ќе може да користат и донорски ембриони и јајце-клетки, нешто што досега не беше предвидено во државната поддршка. Процедурата на пријавување ќе се врши електронски, со јасно утврдени рокови по едноставен процес на одлучување од страна на Фондот за здравствено осигурување. Воведена и формална жалбена постапка во случај на одбивање, како и подобрен административен и стручен надзор. Со ова Македонија се доближува до европските стандарди, каде пристапот до репродуктивна медицина се смета за дел од основните човечки права. Наместо високи лични трошоци и сигматизација, државата ќе презема активна улога во поддршката на своите граѓани. Ова е системско препознавање на реалноста на многу млади семејства и чекор кон поедноставен и солидарен здравствен систем.